Пратеници, почитувана македонска јавност, не знам зошто толку страф од едно едноставно барање за дополнување на дневниот ред. Министерот е овде, ќе има прилика да ги слушнеме и неговото излагање. Меѓутоа, имаме одредени забелешки, имаме право да интервенираме и ќе ве молам да го почитуваме правото на збор. Најпрви, оваа комисија требаше да започне со извинување, затоа што беше закажана рано наутро во 11 часот. Во нашите кабинети немаме пури кубански, немаме мандолини, немаме свирачи, немаме пријатели кои што се стигнати да не забавуваат цел ден. Разберете, ние сме овде со материјалите и вие господарите со нашето време. Дозволете да се искажем. Барам како дополнување покрај извинувањето од ваша страна, затоа што покрај другото и сте шампион за давање на паузи на Комисијата за европски прашања. Ние сме Комисија за европски прашања и ќе ве молам да го задржите фокусот токму на она работа која што треба да исполнува оваа комисија. Барам предлог законот за административни службеници, предлог закон за стручно усовршување и обука, предлог закон за вработени во јавен сектор и предлог закон за безбедност на мрежи, информатички системи и дигитална трансформација да бидат тргнати од денешниот дневен ред. Зошто? Ќе ви објаснам зошто. Затоа што имате еден допис од владата во кој што подпишан е Талат Џафери како председател на влада. Распоредувањето на овие точки на Комисијата на европски прашања доаѓа повторно со известување на Талат Џафери. Погледнете си ги документите. Од една страна Талат Џафери ги испраќа овие пакет закони на оваа комисија, од друга страна како влада потврдува дека таму остануваат. Ме разбирате? Нарушен е легитимитетот за расправање на ова тело. Почитуван министер, вие сте овде како предлог на Талат Џафери. Талат Џафери ве предложи на ова собрание да бидете избрани како министер. И тој истиот кој вас ве предложил за да браните ставови и да го браните предлог законот, и истиот тој кој што со распоред ги распределил овие пакет закони токму на Комисијата за европски прашања. Кажете ми по неевропска пракса од овде. Каде ја суди, каде ја тужи? И прашувате што е? Па дајте ми едно правно дело каде што од двете страни ќе имате подпишан ист човек. Кажете ми еден пример. Знаете како? Давател на донација Талат Џафери, примател на донација од другата страна Талат Џафери. Кој ги распределува законите на Комисијата за европски прашања? Талат Џафери. Кој го предлага министерот кој што ќе ги застапува законите? Талат Џафери. Кој го доставува известувањето дека владата останува со овие закони? Повторно Талат Џафери. Ако вие не го гледате абсурдот, не сте за Комисија за европски прашања. Може би Комисија за, не знам, прашања за дуи и мандолини и други кабинетски прослави. Благодарам.